Ваквото поедноставено вработување ќе олесни затоа што пензијата ќе си ја задржат и ќе можат да работат. Но не само што се проблем дејностите, проблем е што бројот на деновите кои може да работат во текот на година се многу мал. Така да за земјоделието е предвидено само максимум 180 дена во годината да работат, додека за другите дејности уште помалку, само 120 дена во текот на годината. И тоа мислам дека ќе биде ограничување, затоа што некои сакаат да работат и подолго. Значи, проблемот за оние пензионери што сакаат да работат цела година се уште не е решен, затоа што, пак ќе кажам, да се остави пензијата во мирување и да се плаќаат сите давачки, мислам дека не е фер. И во ова решение се плаќа придонес за пенско осигурување, не се плаќа придонесот за здравствено осигурување, значи има одредено олеснување од некаде 8,7%, но не е спомнато дека ако овие луѓе продолжат да плаќаат пенско осигурување, ќе треба да се направи нова основица за пензија откако ќе завршат со ангажманот.